Благодарам председателе. Ви благодарам, почитувана заменик директорке, за излагањето и за извештајот кој ни го доставивте од Агенцијата за заштита на лични податоци, почитувани членови на Комисијата за политички систем, пратеници, почитувана македонска јавност. Овој годишен извештај на Агенцијата за лични податоци за 2025 година представува значаен документ кој дава реална слика за состојбите, предизвиците и потребите од една исклучително важна област како што е заштитата на личните податоци на граѓаните во Република Македонија. Од извештајот можеме да забележиме и дека Агенцијата е фокусирана на спроведување на реформи и подобрување на стандардите за заштита на личните податоци, активно ги извршува своите законски обврски и надлежности и работи на унапредување на системот на заштита на личните податоци. Особено значајно и за поздравување што во 2025 година е започната имплементацијата на стратегијата за спроведување на правото на заштита на лични податоци за периодот 2025-2030 година и ова представува важен чекор кон понатамошно осогласување со европските стандарди и градење на посилен институционален систем. За поздравување и делот од извештајот во кој се забележува дека се работи на зајакнување и унапредување на IT заштитата кај контролорите и обработувачите и овозможување на континуитетот на работата на агенцијата. Согласно надлежностите кои агенцијата според закон ги има, супервизијата е една од клучните надлежности преку кои се обезбедува практична примена и почитување на законските прописи за заштита на лични податоци, а од извештајот можеме да забележиме дека во текот на 2025 година биле спроведени 196 супервизии, од кои 17 редовни и 179 вонредни супервизии. Редовните супервизии биле реализирани во областа на здравството, вработувањата и финансиите, додека вонредните супервизии согласно Законот за заштита на лични податоци се спроведуваат по иницијатива поднесена од страна на орган на државна власт, правно или физичко лице, по службена должност или во случај на сомневање на супервизорот дека има злоупотреба на заштитата на личните податоци. Од спроведените вонредни супервизии се потврдува дека во поголемиот број на случаи најчесто повредите произлегуваат од недоволно јасно дефинирани интерни процедури, недостиг на контроли при секојдневната обработка на лични податоци и недоволната свесност на обврските согласно законските одредби, односно Законот за заштита на личните податоци. Од вкупниот број на донесени решенија од спроведените супервизорски постапки, најголемиот дел, односно 121, се однесуваат на решенија со кои се наложува отстранување на утврдените повреди и тука ја забележуваме корективната функција која ја има супервизијата и агенцијата, а истовремено со останатите решенија се наложува запирање на постапката и тука се гледа дека во текот на самата постапка се отстрануваат недостатоците, при што се зајакнува и превентивната функција на супервизијата. Согласно член 37 од Законот за заштита на лични податоци, во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци, контролорите во 2025 година до агенцијата доставиле релативно мала бројка на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци. 7 ми се чини дека пишуваше во извештајот, 7 од приватниот и 4 од јавниот, односно се извинувам, и од тука би сакала да поставам едно прашање, доколку постои можност да биде одговорено, на што се должи овој незначителен број на известувања и дали треба да се работи на подигнување на свесноста за обврската за известување на агенцијата од страна на контролорите. Исто така интересен ми се виде и делот кај поднесените представки од страна на граѓаните. Особено интересно е што поголемиот број на представки се однесуваат на неовластена обработка на личните податоци на социјалните мрежи. Најкарактеристични биле представките од физички лица за лажни профили, хакирани профили, представки кои се однесуваат на објавување на туги фотографии, видео и аудио снимки. Меѓутоа, согласно објавените политики на самите платформи, агенцијата тука нема надлежност како да ги заштити граѓаните и тие се должни сами да поднесуваат барања до конкретните социјални мрежи и тука еден мој личен став да се иницира, да се најде некој начин
да се бара решение на овој проблем, како агенцијата да биде поактивно вклучена во овој дел и да може да ги заштити граѓаните во однос на овие злоупотреби. За поздравување е тоа и што во оваа извештајна година се евидентирани и 179 нови офицери, што укажува на фактот дека агенцијата успешно ја реализира обврската за навремено известување и ангажирање на офицери за заштита на личните податоци со сите релевантни чинители. Сепак, јасно е дека во услови на забрзана дигитализација, развој на нови технологии и се почеста обработка на личните податоци, обврска на државата и на сите институции е координирано и одговорно да придонесат кон создавање на сигурен и ефикасен систем кој ќе гарантира приватноста и правата на граѓаните. Во извештајот имаше наведено и препораки кои се јасен патоказ за идните активности, од јакнење на улогата на офицерите за заштита на личните податоци, усогласување на законодавството со европските директиви, па се до заштита на најранливите категории граѓани и зајакнување на институционалната соработка. Заштитата на личните податоци е основа на довербата помеѓу граѓаните и институциите и ценам дека е потребно оваа област да продолжи да се развива со сериозен и одговорен пристап преку континуирана, координирана институционална соработка и доследна примена на европските стандарди. Ви благодарам.